Трикови кои пружат пониски сметки за електрична енергија, граѓаните на Штип ги знаат на ум и често ги практикуваат на дело. Внимаваат тие на сите домашни уреди, па ако едната сијалица е вклучена, сите други ги исклучуваат, а доколку телевизорот е вклучен, исто така. Земне телевизија тие велат дека јануарските сметки се причина тие да бидат приморани на ваквите трикови. За некого, иако смешни, за нив сепак корисни. Се што не е потребно се гасам, што да правам? Например, купателото кој излезе мора да изгасам, пред црвното да не горе, на терасата исто така. Гасов штедам. Кога работи телевизор, сијалицата не горе, исклучувам ја неа. Бойлеро поредко го уклучувам. У месец еднаш. Иначе многу влече. Гасиме кога нема сонце, кога има сонце греат. Бойлерите топла вода секој пат да има. Соларно нема, сонце кога има и струјата се троше па. Самата економска ситуација граѓаните ги натерало да се снаоѓаат како знаат и умеат. Вода во тенџер е топлатна шпоред на дрва, па покрај што тие имаат бенефит за да се искапат и заштедат струја, истовремено се затоплуваат и подготвуваат вкусен ручек. Болеро слабо го уклучувам, некој пат за децата уклучувам, а после со лејка на шпората згрејаме водичка и така. На тај начин штедне, иначе и вода си изгрејам ако треба за садовите, и топло е у собата, и ручок се направи на шпорето. А влијае ли тоа на сметката кога дојде? Влијае. Да, осетил помалку плата, затоа што гора ми дрва, оно и дрвата се со пари, момче. Греам на огино. Користам огино, шпорето го користам. И после на сметката осетите ли разлика? Осеќа се. Каде плаќате тоа? Пошто јас сам сам слабо да трошам струја. Баба да се помина, децата у друга куќи живеат. И ја многу слабо шпарам ја струјата, баги. Да. Иначе на пензија имам и пензијата ми е мала, речи си. Ако не штедам, тешко е. Тешко е. Прават армиски работи. Надпишуват. Повише надпишат овај месец. Онај месец па поравнат. Хајде. Во согласно со ситуацијата, граѓаните дополнително велат дека месечните примања се исто така од другастрана причина за да заштедуваат. Поинаку како што велат, ако се опушта, џебот ќе биде целосно празен, а сметките неплатени.